Во икот на сезоната, кога градот е исполнет со гости од сите краеви ширум светот, повторно се актуализира прашањето околу цените. Угостителите велат Охрид останува привлечна дестинација. Душ Охридската ривиера, тие се различни во зависност од понудата, квалитетот и локацијата. Па можам да кажам дека цениве се исти како ланска година. Некаде имат незначително мало покачување, али горе-долу се исти од ланска година. Заменик министерот за економија Ристевски потенцира дека превисоките цени можат негативно да се одразат врз сезоната. Ценовната политика мора внимателно да се балансира за да не се наруши конкурентноста на туристичката понуда. Ние пред се почитуваме пазарна економија и секој мешање во пазарната економија создава други потреби кои се подолгорочни во локалната и општо економијата во Македонија. Меѓутоа, од друга страна, како државен пазарен инспекторат, правиме максимални контроли, вклучувајќи го тука и Охрид на угостителски објекти, на маркети и така натаму, со цел да имаме увид на цените и доколку има потреба одредени мерки да ги реализираме тие мерки. Од она што го гледаме, значи она што сакам да го кажам, треба да има малку поголема совест и од страна на бизнис секторот, овдека угостители, хотелиери и така натаму, во однос на цените, бидејќи ако имаат превисоки цени и не се конкурентни спрема другите туристички дестинации во Македонија и надвор од Македонија, ќе има поголем одлив на туристи од Охрид, место да ги привлечете, ќе ги одвлечете. Сепак пазарната инспекција е максимално на терен. Инаку според податоците на Државниот завод за статистика, цените на угостителските услуги во јуни 2026 во однос на истиот месец од претходната година се зголемени за 2,6%. Покачување има кај храната, алкохолните и безалкохолните пијалоци и ноќевањата. Нина Ритоновска, Сител телевизија.